И многу е тажно што во време кога НАСА открива дека нашла вода во течна состојба на Марс, на медиумите или ако сакате ослободувањето на медиумите. Она што беше прва лекција на факултетот за новинарство кога јас учев, она што предизвика најмногу дебата беше она што ни го соопштија нашите професори, како буквално како прва лекција, дека дајте ми 2 минути. И јас ќе ја променам владата. Што значи тоа? Значи ако откриете доволно голем скандал, кој што треба да ги посрамоти и политичарите, кои што треба да имаат морал, ако имаат, тогаш тоа треба да значи дека тие ќе заминат. Што се случува овде кај нас? Овде кај нас се случува, како што рековме, еден морбиден амбиент, во кој што медиумите не се користат за да ги информираат граѓаните, туку се користат за да ги владеат граѓаните. Постојано се усовршуваат техники, би рекла, од комуникацијскиот генералштаб и се упатуваат кон граѓаните, се усовршуваат оние техники како да се владеат луѓето, како да се смирува бесот, како да се држат во страв. Да речеме, од една зона во која што се сееше страв од себе, значи плашете се од мене, сега полека влегуваме во една нова етапа во која што стравот е дека ако нешто се промени во овој ред и поредок, како што е воспоставено сега, тогаш ќе настапи апокалипса. Сега во ваква една ситуација да се случуваат преговори, но јас би сакала уште едно подсетување да направам за да си ја кажам поентата. А тоа е дека ние бевме новинари во Македонската радиотелевизија во времето кога државата се осамостојуваше, во времето кога се случуваше референдумот за независна држава, во времето кога многу нешта овде беа под знак прашалник, во време на атентат на председателот, во време на тешки премрежија за државата. И во такви едни времења јас можам да видам само горда, се надевам и сите колеги, на тоа каква улога одигра тогаш Македонската радиотелевизија, а нешто подоцна и појавувањето на приватните медиуми. Она што потоа се случуваше со Македонската радиотелевизија е добро познато. Новинарите почнаа полека да заминуваат, се формираа приватни медиуми, повеќе од почетокот почна со А1 па натаму. И сега дојдовме во една ситуација кога, верувајте, дури и кога сакате да се подготвите за една трибина, вие не можете на Тримакс да ги вратите вестите на Македонската телевизија, и тоа едноставно не ви се гледа. Затоа што за секогаш во оваа ситуација се поздравиле со она што се нарекува професионализам, затоа што таму не можете да видите ништо што значи една проста информација за тоа што се случува во државата. Сите медиуми се исти. Сите вести се исти, оние што се провладени, а оние другите кои што се обидуваат да соопштат нешто друго, знаете како во Алфа, кога, како што велеа луѓето, покажавте храброст, пооткривте неколку афери и така натаму, потоа се отворија условно наречено кладилници и се лицитираше со тоа колку време ќе издржиме, за колку време ќе не угушат, за колку време ќе престанеме да зборуваме или ќе не купат и така натаму и така натаму. Она што се стекнуваше впечаток после секои избори е дека Македонската радиотелевизија особено, а потоа на разни начини, како што е сега со рекламирањето и приватните медиуми, ќе се завртат на кај посакуваната страна и ќе го емитуваат тоа што треба да биде. И сега тука има една работа која вели дека новинарите мора да се борат за својот збор. Ама ако ги промените новинарите, тие што ќе дојдат го заборавиле зборот. Па потоа ќе видите ситуација како читаат прилози од мобилните телефони директно во тонско, па потоа ги монтираат и така натаму. И дури е несфатливо дека на различни медиуми иде буквално истиот текст. Апсолутно. И истите тонски парчиња. Апсолутно. Истиот текст, истите пораки и не се трудат воопшто дури ни да направат некаква промена за да не го имате оној впечаток дека ви се обраќа генералштабот. Секоја партија политичка сакаше да стави рака врз медиумите. Апсолутно секоја.
некоја повеќе, некоја помалку се обидува. Начинот на бирање на генералниот директор на Македонската радио телевизија е само по себе веќе начин за поведување некакво влијание. Велам, има раководство телевизијата, има и новинари телевизијата, па се сеќаваме дека таму се кинеа текстови, имаше расправа, имаше дебата околу одредени прашања, имаше заминување од работа, значи нешто се случуваше. Сега тоа се мирно, мазно си оди и си се завршува целата работа. Се надевам дека овие преговори се само почеток на една димензија што би ја нарекла повторна професионализација на новинарството. Не само поделба на политичко влијание, затоа што тоа е повторно една нова опасност, но во ваква ситуација во каква што сме, малку тешко може да се најде некој друг пристап од овој што сега се одвива. И еве, ајде да не должам подоцна, ке се навратам пак, јас исто така немам податоци за тоа што се случува таму, немам дури податоци ни дали некој со некого за нешто разговарал, дали во некој момент е консултирана фелата, освен што се испратени неколку пораки за тоа што би било добро, што не би било добро. А секако дека механичката промена на еден или двајца или тројца раководни луѓе во македонската телевизија, јас лично не верувам дека би донела некаква голема промена, бидејќи мислам дека таму навистина треба многу сериозна работа за да се дојде до можности да почне да емитува нешто што би ја карактеризирало навистина како јавен радиодифузен сервис. Примерите за тоа ги имаме. А пред се, односно Македонската радио телевизија е финансиски неслободна. И тоа е исто така многу голем проблем.